Почитувани медиуми, почитувани ѓорчепетровци, за жал, денешната конференција за печат морам да ја започнам и да кажам дека општина Ѓорче Петров се дави во долгови. Морам исто така да потенцирам дека ова е за жал наследството кое претходниот градоначалник Александар Наумовски го остави на своите сограѓани, но и дека секој еден денар ќе биде утврдено за која намена бил потрошен и каде. Морам да истакнам дека како член на Советот на општина Ѓорче Петров сум загрижен за нормалното функционирање на општината, особено имајќи во предвид дека новото раководство наследи и 4 кредити кои треба да се исплаќаат во наредните години. За жал, почитувани Ѓорче Петровци, со недомаќинското работење во минатиот мандат, денеска Ѓорче Петров е најзадолжената општина во Скопје за изминативе 4 години. Должен сум како советник и председател на Комисијата за финансирање и буџет да укажам дека се преземени долгови направени од Наумовски и претходното раководство на Ѓорче Петров и со пресек до крајот на октомври тие се над 104 милиони денари. Дополнително, следната година, како и 2023 година, ќе треба да исплаќаме кредити по над 18 милиони денари на годишно ниво, или со вкупен износ за 2021, 2022, 2023 година наследивме долг од над 141 милион денари или над 2 милиони евра. Да бидеме најасно, парите кои ги должи општина Ѓорче Петров ги враќаме сите ние, жителите на општината. Затоа ќе чекаме ревизијата да утврди како успеа Ѓорче Петров да ја направат лидер по долгови во споредба со другите скопски општини. Во меѓувреме, сакам да ги уверам граѓаните на Ѓорче Петров дека разговарав со градоначалникот Стојковски и добив уверување дека ќе се направи сите проекти кои се предвидени во програмата која доби вашата доверба да бидат реализирани и општината да продолжи со исполнување на своите редовни функции во интерес на граѓаните. Ви благодарам.